Полека, но сигурно се приближуваме кон оние денови кои порано ни значеа шетање по продавници, бирање подароци и спремање за новогодишната ноќ. Не дека некоја посебна возбуда за нова година, нели јас барем чувствувам, но секоја нова година ни носи надеж за поубави денови, за многу мигови моменти кои ќе ги паметиме. Но депресивната состојба и она што значи дека во периодов треба да останеме одговорни, да го чуваме нашето здравје, не значи дека не треба да најдеме креативни начини да го подигнеме духот и да најдеме како да ни биде убаво дома, како да најдеме некои симпатични рецепти со кои ќе ги изненадиме најблиските. А оваа емисија токму е посветена на тоа. Јас знам дека сите вие ќе гледате филмови, многу серии. Мене имаме моментов најомилена Queen's Gambit. Не знам, за вас се опседнав, дури почнав и шах да играм на телефон. Ви ја препорачувам, навистина гледајте, многу добра серија. А додека ја гледам серијата, најчесто сакам со син ми да подготвуваме одредени грицки. Син ми е опседнат со грицки и најчесто правиме едниот е зависник од пуканки, значи јадеме пуканки секој ден, другиот е зависник од начас. Денешната епизода ќе ја посветам на пуканките и на начас. Дополнително ме инспирираше мојата нова модла за правење пуканки во микро, која добив од КРСМК, каде уште се поедноставува процесот за правење пуканки. Имате модла која има обележано колку да ставите пуканки и имаме свежа пченка. Ќе ставиме точно до линијата, тоа е 100 грама. Внатре ќе ставиме една лажица брилијант масло. Само ќе ги намачкаме во масло, убаво промешајте и затворете. Оди во микрото на горење додека не испукаат сите. Во меѓувреме ќе ги подготвиме убавите сосови со кои сакам да ги прелијам и освежам пуканките. Ќе подготвам две варијанти. Едната ќе биде блага варијанта, односно, неколку пати ви го покажав ова, тоа е шеќер, односно правиме карамела во која ќе подпечеме лишници. Тоа ќе оставиме си да се излади и потоа во роботот на горење ќе направиме звездена прашина од карамела и лешници. И другата варијанта ќе биде солена, лута, зачината, односно ќе искористиме мелено чили, малку кромит, малку бибер, малку путер, малку лимон и ќе направиме прекрасни зачинати солени пуканки. И бидејќи сакам да подготвувам, знаете, персонализирани подароци, овие ќе бидат делот она што годинава ќе го поклонувам. Чи таа се мали ломпиони кои витаминка ги подготви во новогодишната програма и внатре има чоколадца кои се убаво спакувани, може да бидат прекрасна декорација на вашите трпези. А јас сигурно ќе почнам да готвам од после нешто во ова, заради тоа што се многу практични, се лимени. И годинава планирам да ги подарувам заедно со се она што сакам дополнително внатре, ке мафини можеби. Мислам дека една одлично внимание. Уште малце шикера да се стопи. Треба да стане баш темно кафеав, односно карамела боја да добие, тоа е таа боја карамела. Само внимавајте. Значи, многу се чести изгореници од извриен шеќер, заради тоа што ја задржува внатре топлината, кристалот и многу подолго му треба да се излади, така да многу внимателно оперирајте со карамелите. Еве готова е целосно кога е мазно, кога нема грудки, а има баш таа карамел боја. Внатре ги ставаме лешниците. Само промешајте ги за да бидат целосно облеани. Исклучете го од оган и ставете го на чинијата. Целосно.
Вториот рецепт ќе бидат зачинети лути пуканки. Ви треба пола куцка путер, стопете ја. На тивко, дајте му време, ќе нарендам кора од лимон. Само малку, да поднамалам, да не изгори. Ќе ставам сокот лимон и ево мојата прекрасна омилена алатка која ја добив исто така од Карес, лимонот и сечата парченце. Баба вакуумирајте го. Ќе ставиме сокот лимон. Цел. Баш ќе видиме колку може. Јас сум одушевена колку многу сок оваа алатка вади. Целиот е буквално празен. Чувствувате како се празни лимонот. Само малце стиснете за да дојде уште повеќе сок. Се уште продолжува. И мислам дека е доста. Внатре ќе ставиме половина лажичка чили. Да бидат лути зачинети. Со Марија многу јадеме луто. Имам кромит во прав. Не ставам сол, бидејќи обилно ќе ги засолам пуканките, сакам во секоја да навлезе баш убава солен вкус. Мислам дека пуканките мора да бидат баш онака засолени за да бидат вкусни. И ќе ставам бибер. И толку. Ќе го оставам малку да се подизлади за да можам да го оперирам и да можам да го употребам врз пуканките кои ќе ги облеам целосно со се што подготвив. Сега е наред да ги довршиме пуканките. Мојот робот на горење е спремен. Внатре ќе морам да ги измелам. Сигурно сте го правеле ова кога се прави гријаш торта. Само искршете го на помали парченца. Гледате кога ќе се излади карамелот со лешниците, веќе путераст. Одличен. Ќе направиме звездена прашина. Прекрасна прашина од печени лешници и карамел. Останатото ќе ви подготвам, ќе ви покажам како да го подготвите се во една тава, да не се малтретирате. Ќе направам малецки баш кадички, за да можам да ги испечам во исто време сите пуканки. Ќе ставам 3 слоја фолија за печење. Засилете ја на страните за да направите во вид на тепсија. Мислам дека еднаш ви го покажав ова кога правевме кокошка со јаболка. Ова мислам дека ми доаѓа од архитектурата. Кога имавме куцет вежби, ни дава картон и една од вежбите беше да направиме столче од картон кое апсолутно кога ќе седнете ќе ве издржи.
И тогаш мора да го вклучите вашиот инженерски мозок, како од картонот кој не е толку носив, да направите носива решетка на која доаѓаше професорот и седнуваше. Натре ги ставам пуканките, кои веќе ми се готови. Видете, колкава, од многу мала количина добивате многу пуканки. Ќе ставам половина во едната чинија која ја направив и половина во другата. Солините убаво ќе ги засолам. Оваа страна ќе ми биде солена. Во меѓувреме, слободно каснете си ако си готвите дома. Дори како мене го готвите на телевизија. Дома сте. Убаво засолете. И едната прелите ја со стопениот путер. И убаво измасирајте ги пуканките. Да се облеат со прекрасните зачини. Мирисаат божествено, лимонот, чилито. Навистина прекрасно мирисаат. Спијам рацете. И земете од прашината која направивме од карамел и зачинете ги другите пуканки. Дополнително ќе ги ставиме во рерна и карамелата ќе се растопи, ќе се залепи врз пуканките. Останатата ќе ја зачувам, ќе направам, ќе се обидам да направам, морам да кажам, гријаш торта. Одат во рерна околу 10 минути на температура од 180 степени, односно готови се кога ќе видите дека убаво путерот почнува да врие малку по пуканките, а шеќерот веќе малку се растопува. Секако употребете вентилатор, за оваа постапка би бил исклучително потребен, заради тоа што ќе ги разлие сите вкусови внатре низ пуканките, а мојата рерна нагоре има неколку опции за вентилатор. Сега идеме да начесот. И нема, како што би рекол Марио, филмска вечер без начос. Начосот кај нас дома многу често се јаде, го јадеме во најразлични варијанти, а ова не е една од омилените. Печен начос со неколку вида кашкавал, топено сирење и секако лута салца. Ќе го ставиме прво начосот, бидејќи треба да ни се испече во рерна. Тука имам 2 кеси пчинкарен убав начос. Распределете го по некој сат за печење и со ренда рарендајте колку што сакате чедар и гауда. И потребен ви е кашкавал кој брзо се топи. Чедарот одлична оди во комбинација со начосот и секако и гаудата е одличен кашкавал за ова за начосот или било кој рецепт кој ви е потребен за да направите топено сирење. Јас ќе направам денеска малку едно кое си ми баш не знае дека така го правам, заради тоа што ќе ставам малку бешамел внатре за да го олеснам.
Само промешајте го начесот благо за да навлезе кашкавалот насекаде и нарендајте гауда. Кога ќе се подзасуши, ќе го повлечете, ќе го имате тој мирис и вкус на запечен кашкавал. Куп, апсолутно куп. Нова година доаѓа. Не мора многу да внимаваме на линијата. Се шалам, секогаш треба да внимаваме, да не претеруваме со храната и да си даваме оддишки. Некој ден да имаме можност да претераме, другиот ден да лабавиме со некој полесен рецепт. Неколку минути во редно, односно додека не се растопи кашкавалот. Редната ми е топла од пуканките и ќе продолжам со правењето на топеното сирење. На оган ставете 1 до 2 лажици путер, зависи колку сакате да ви биде јак сосот. Јас сакам да биде неутрален, ќе ставам само 1 лажица путер. Ќе го растопам. Путерот ми треба за да ми го стопи чедарот и бешамелот. Обично знам ова топено сирење да го направам и во рерна, заради тоа што кога го правам начасот, користам мамалетски ватростални тањири и ги користам за да направам, не знам, заедно додека се пече начасот, ќе растопам малку топено, можеби бри сирење и овој пат ќе го направам обратно сосот, односно ќе го згреам млекото, заради тоа што ми треба да не ми биде згуснато од брашното пред време, за подолго ја задржи топлината. Ќе го почекам да зоврие млекото. Имам 1 лажица брашно. Секако во мериците на карес. Гледате колку се мултифункционални, значи можете да ги користите да си измерите во нив, да си складирате храна, апсолутно за се. Убаво. Почекајте да се згрее млекото. Мислам дека е готово и со малка, со јако мешање, ќе го соединиме брашното, за да нема грудки. Значи, обратен бешамел. Кога би сакале да направиме свиленка с бешамел, би го пропржиле прво брашното, па потоа би го додавале полека млекото, ова ни треба за топено сирење и го правиме обратно. На даска. И внатре ќе наредам дарежливо чедар. Чедарот ќе се стопи од топлиот бешамел и ќе направи прекрасно топено сирење во кое начосот ќе биде прав деликатес за вашата филмска ноќ. Баш дарежливо. Сега малку да го промешам веќе да се стопи едната количина. И ќе продолжам со рендање на остатокот на чедарот. Мислам дека е доволно толку. И промешајте последната количина. И ставете го во чинија во која сакате да го потопувате начасот пред да го конзумирате. Видете како се тегне. Лутата салца ќе ја подготвиме на
традиционален начин. Јас многу сакам лута храна, а салцата ми е една совршен додаток во кој ќе ставам цело луто чили пиперче. Имам 4 домати претходно измиени, ќе ги сечкам на ситни коцки. Салцата во суштина не треба да ја термички да ја обработувате, но доколку сакате да има по-јак вкус, малку може да ги пропржите патлиџаните, да додадете една лажичка шекер. Ако не сте љубители, јас сум љубител на многу лута храна, ситни коцки, заедно со течноста од доматот. Така. Кажете ми дека ова не е право уживање и со радост не ви чекале доколку имате баш убави пуканки, зачинети, можете да си го соберете целото семејство, да направите начос, додадете некој тост ако сакате и вечера да спремите, додека чисто да не станувате додека имате филмска вечер. Изберете некој убав филм, пратете ни некој предлог на нашите профили на Инстаграм, на Фејсбук, што би сакале да гледате. Дајте ми предлог што јас да гледам, бидејќи јас ќе бидам дома и сигурно ќе имам филмска вечер. Најчесто сакам да ги гледам оскаровските филмови за Нова година, тоа што сум пропуштила, дури се враќам назад и во, не знам, 70-тите, ако сум пропуштила некој оскаровски филм, заради тоа што баш ги сакам тие драми исклучителни кои секоја година ги гледаме по Оскарите. И салцата никако не може да се конзумира без кромит, се извинувам, но доколку сте дома, веројатно нема да ви пречи, цела фамилија и така ќе конзумирате, но кромитот за да му додадам малку изгорена нота, ќе го уклучам мојата рингла на плин на горење со штипалка и полека ќе го запечам кромитот додека не ми направи плускавци по својата кожа. Кромитот ќе ме расплаче. Така. Додавате го во салцата. Моето најлуто чили пиперче. Извадете го семето. Внимателно. Јас би го ставила цело, но ајде да не претеруваме со лутина. Сепак треба да биде филмска вечер, а не вечер за плачење. Чили пиперчињата имаат исклучителна лутина во себе и затоа и ситната ги многу ситно, за да бидат само нишка. Кога ќе земете, би било премногу да може да земете цело колце чили пиперче. Иако оригиналната салца ја прават со оние зелени најлути на светот чили пиперчиња. И јас мислам дека не би имала проблем да го конзумирам и тоа баш оган лутото чили пиперче. Никако немој да си ги допирате очите, устата кога работите со чили пиперчиња, убаво измите ги, дури поминете ги со сокот лимон, заради тоа што останува лутината на прстите. Јас ќе си го послушам мојот совет. Не би сакала да се случи да се повредите, бидејќи со чили пиперчето дури може да се изгорите од толку што имаат лутина во себе. Нема салца без убаво и квалитетно маслиново масло. Јас ќе ставам од прилика 4 до 5 лажици брилијант маслиново масло.
мелен коријандер. Затоа што салцата има оригинален вкус на коријандер. Тоа е баш јужноамеричко јадење. Ке ставам малку Макдонос, бидејќи немаме свеж веќе овој период коријандер. Иако ако имате некој начин да ми кажете како можам дома преку цела година да растам коријандер Макдонос, би ви била многу благодарна. Користам религиозно зачини, зачински билки и многу ми недостигаат во овој период кога е зима. Знам дека тоа е природно и дека природата така налага, но би била благодарна да можам да ги имам цела година. Обожавам зачински билки. И секако сокот лимон. Преска го, додека го подготвував рецептот со поканките, го монтирав моето апаратче од карес, си уште има лимон, убаво закиселете ја целата салца. Денеска ќе продолжам со Queen of Gambit, а за нова година ми е на агенда Homeland. Обожавам да гледам серии кои имаат суштина. Вие предложете ни некои кои сметате дека можеби ќе ми ја разубават вечерта. Пратете ни слики од вашата филмска вечер. Уживам да ве гледам како поминувате прекрасни мигови со вашето семејство. Останете безбедни и секогаш одговорни да го победиме ова зло, за да можеме следната година да се посветиме на сите оние традиционални навики, кога шетаме по продавници, купуваме подароци. А до тогаш може да ги искористите прекрасните сладки задоволства кои Витаминка ги спреми за вас и да ги изненадите најблиските со прекрасни златни чоколадче. Се гледаме.